отпорот на кожата кој се јавува при реакција на лажен одговор, истиот се менува и ние ги согледуваме тие реакции на нашиот софтвер. Полиграфското тестирање во светот се користи при секое вработување, особено на високоризични работни места и на тој начин секој сопственик добива квалитетен работник. Секое полиграфско тестирање е доброволно. Од Полиграфскиот центар во Скопје, каде што работат искусни полиграфски испитувачи, потенцираат дека еднаш годишно секој работник би требало да биде тестиран според светските стандарди. Ние сме компанија која е овластена од Европската полиграфска асоциација за цел Балкан. Значи, кај нас доаѓаат компании надвор од државата за проверка на своите вработени, најчесто тие се корисници на нашите услуги. Но сепак во Македонија можам да посочам дека и македонските граѓани најчесто го користат полиграфот за проверка на партнерските односи, односно изневерување во бракот и партнерската заедница. Полиграфското тестирање се базира на дискреција, најголема дискреција. Значи, било дали се работи за проверка на вработен или проверка на партнерски однос, дискрeciјата за секое лице е загарантирана. Процентот на успешност на полиграфското тестирање е 97%, што зависи од искуството на полиграфистот. Ние сме лиценцирани и за обука на нови полиграфисти, така што сите тие етички кодекси и правила на работа со полиграфско тестирање мора да се запазуваат. Процентот највеќе зависи од искуството на испитаникот, односно правилниот методолошки пристап кон полиграфското тестирање. Од досегашното искуство, сите испитаници кои дошле овде на почеток имаат верзија кон полиграфското тестирање и вознемиреност, но задача на испитувачот е да го смири испитаникот и да тестирањето се изведе по правила како што е запазено со светските стандарди. Бидете смирени, тестирањето започнува. Дали вашето име е Сузе? Да. Дали сега се наоѓаме во Скопје? Да. Дали вие одземавте одредена сума пари од банката? Не. Дали сте злоупотребили некоја доверлива информација од банката? Не. Дали направивте нешто како би ја злоупотребили работната обврска во банката? Не. Тестирањето завршува, бидете смирени. Кога ќе им објасниме која е темата на тестирањето, било да е за неверство, било да е за вработување, било да е проверка на интегритет на вработените, лицата доаѓаат до фаза на хомеостаза, тоа е задача на испитувачот да ги смири испитаниците и дури потоа се седнува на полиграфскиот стол каде што ќе се продолжи полиграфското тестирање. Мене ми е мило исто при проверка за партнерскиот однос, односно тестот за неверство, што многу бракови или партнерски врски во кои постои љубомора непотребна, а нема друг начин да се реши тој проблем, со помош на полиграфското тестирање партнерот доаѓа до сознание дека сопругата, односно партнерката, не го изневерува и љубомората престанува и многу тестирани лица изразиле задоволство затоа што веќе врската им продолжила во позитивен правец. Се е безбедно, запазени се сите етички стандарди, дали се работи за женско лице, дали религиозни, дали сите стандарди се запазени и чувства на испитаниците. Ништо не е присилно, се е доброволно. Тој што е чист, односно лојален работник, што нема никакво петно кон работата, што нема не злоупотребил работа, нема да се плаши од самото полиграфско тестирање. Реков, полиграфот е инструмент кој го измислиле за хумани цели, но сепак луѓето се плашат од злоупотреби. Затоа е многу битно испитувачот да е лиценциран, односно сертифициран од највисоките светски полиграфски асоциации. Нашата компанија е за тој случај лиценцирана од Американската полиграфска асоциација, од Европската. Ние сме членови тамо и истите ни вршат контрола за нашето работење. Така што не може да има никаква злоупотреба на овој процес. Секоја промена на вистиниот одговор или од лажен има разлика, ние ја читаме таа разлика.
и на крај преку алгоритмска пресметка доаѓаме до резултатот од тестот. На тема современи безбедносни системи за проверка на интегритет на вработените. Денеска во хотел Мириот ќе се одржи конференција која е наменета за учесници од државниот и приватниот сектор и представува уникатна можност за медиумите да се запознаат со најновите технологии во областа на безбедноста, како што се услугите на Полиграф центар и иновативниот iDetect, напреден, автоматизиран и неинвазивен систем за детекција на лаги.